Во првото коло на третата фудбалска лига Исток, Осогово на свој терен убедливо го победи Работник од Лозово со резултат 3:0 и го направи првиот чекор кон поставената цел втората лига. Жолтосините, иако играа без Аксентиев и Паунов, сепак стигнаа до сигурна победа со која прокнижија 3 вредни бода за самодоверба и успешен почеток на првенството. Раководството на клубот и тренерите се задоволни не само од резултатот, туку и од прикажаната игра и од публиката која неочекувано во голем број ја исполни западната трибина и создаде убава фудбалска атмосфера. Сме задоволни и ние играчите сите, и тоа е еден сигнал, како што најавив на почетокот, дека ќе атакуваме на едни од првото, второто место во лигата. И тоа работиме сите услови, имат ги сите услови. Што значи таму исплатено е удело на исплатата, ние сите обврските со превози, со хранарина, со се и исплатено, така да од наша страна ќе бидат задоволени сите нивни барања. Од нив ќе очекуваме само резултати, победа, добра игра. Мене ме радува посебно што денеска имаше и поголем број на публика. Посебно, ретко публика, сите задоволни. Играчите беа испратени со аплаус, кое и мене како претседател ме посебно радува. Засилувањата во екипата ги потврдија очекувањата, иако ќе биде потребно време да се воиграат и да го дадат својот максимум. Брзо го отворивме резултатот, што мислам така се договоривме со играчите, што побрзо постигнеме гол. Полесно ќе ни е за играње. Знаете како е, ако одминува времето ќе се затворат бункер, такви екипи знаат да се затворат и се потешко и потешко одеде. Сепак задоволни сме, комплетно стручниот штаб сме задоволни од играта. Сакам да напомнам дека имаме уште играчи тука, Аксентиев, Стојко повреден, Паунов повреден, со тек на време додека се оправат они. И нас тренерите ќе имаме главолка кој да игра, ама ипак неле, добро е тоа за тоа што подобре да имаме поголем фонд на играчи, квалитетни. Во целост, Осогово на првиот надпревар во новата сезона прикажа добро организирана и надмојкна игра која ветува добри резултати. Од самата игра, што денеска пружиме со ФК Работник, мислам дека ние сме задоволни стручниот штаб, играта што нашите играчи ја пружија, мислам дека е доста добро, во наредните утакмици се надам дека уште подобри партии ќе пружиме. Затоа што уште не се добро уиграни овие некои поновите играчи со овие нашите. Слога 1934 од Виница претрпе пораз изразен со 2 гола разлика од Новајлијата Китго во Пехчево. Виничани имале подредена улога на овој надпревар, што значи дека во наредниот период ќе мора многу да се работи за да се избегне опасната позиција на табелата. Дербито на колото се играше во Делчево, каде Струмишка Беласица ја победи домашната Брегалница Голак со 3:1, со што потврди дека е еден од аспирантите за првата позиција на табелата. На другите средби, Василево ја победи Каменица Саса со 2:1. Во Струмица Тиверија загуби од Овчеполе со 1:3. Надпреварот Рудар Плачковица се одигра во Радовиш поради неподготвеност на теренот во Пробиштип, а победија домакините со 1:0. Во Берово Малеш ја извојува највисоката победа во ова коло, победувајќи го Конче Бирлик со 9:2. Слободна во првото коло беше екипата на Напредок Здравие.